Добро вечер, ова е официјалниот почеток на информативната емисија на Ирис телевизија на 11 декември 2017 година. Останете со нас и проследете ги вестите. Констатирани првите неправилности при исплата на минималната плата. Текстилни работници од неколку конфекции во земјава трпеле притисок од работодавачите да им вратат дел од парите на рака. Објавија на прес конференција представници од Сдруженијето Гласно текстилец и представник од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Забележани се првите притисоци и злоупотреби со исплатата на минималната плата во текстилната индустрија. Штипското Сдружение Текстилец и Хелсиншкиот комитет за човекови права во неколку наврати на терен интервенирале, бидејќи на работници им е барано да ги вратат парите на рака на работодавците. Тоа посебно го констатиравме во Валандово, во Куманово и во Делчево, каде што во еден случај во Куманово моравме и лично да интервенираме преку Инспекторатот за труд. Мораше итно да отидат екипа на терен и во тој момент да се прекине притисокот што им се случуваше на работниците. Оно што треба да се знае дека враќањето пари на рака представува кривично дело, односно тој што ќе побара од работник да му врати или ќе прими одреден износ од плата или други надоместоци од плата, ќе се казни со затвор од 3 месеци до 1 година. Во една од штипските конфекции пак е констатирана исплата на регрес за годишен одмор или познат како К15 во износ од 100 денари. Причината за символичниот К15 кој го добиле работниците е загубата која ја пријавила конфекцијата во текот на минатата година. Со оглед на фактот дека законодавецот не утврдил точно кој тој помал износ кој што може да го исплати доколку работи во загуба, работниците добиваат К15 во висина од 100 денари. Сдруженијето Текстилец и Хелсиншкиот комитет за човекови права апелираат работниците да ги пријават сите неправилности со исплата на минималната плата и К15, а од страна на работниците се бара да почнат и со синдикалното организирање. Тие се и против предлогот за замрзнување на придонесите на работниците за исплата на плата од 12.000 до 18.000 денари. И во продолжение за ниските плати, Македонија е меѓу 10 земји со најниски плати во Европа, покажале истражувањата на Украински аналитички центар. Меѓу 10 држави со најниски плати се Грузија, Ерменија, Белорусија, Казахстан, Албанија, Македонија и Србија. Според податоците од Украинскиот центар, највисоки се платите во Швајцарија, каде просечната плата е 4420 евра, а потоа се Исланд и Норвешка, каде просечната плата е 3440 евра. За другите актуалности, Македонија бележи напредок во подобрување на условите за живот на лицата со попреченост е ставот на УНИЦЕФ. Сепак, според нив, треба да се работи уште многу на ова поле, посебно на инклузија на лицата со попреченост во образовниот процес. Денес во Центарот за култура Асошопо во Штип свечено е отворен еднодневниот филмски фестивал Караван за детство без пречки. Во изминатите неколку месеци Македонија бележи напредок во подобрување на условите за живот на лицата со попреченост, е ставот на Бенџамин Паркс, директорот на канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија. Но не само нашата држава, и останатите земји во Европа во изминатиот период поминаа низ извесен процес на обезбедување на нормални услови. Треба да се работи уште нова поле, бидејќи половина од децата со попреченост не се вклучени во образовниот процес, истакна Паркс при неговата посета на Штип. In the Western Balkans, there's been an effort over the past Овде во земјите од Западен Балкан во последниве неколку години има извесен напредок во обидот да ги стигнат овие други земји. Но има уште многу да се направи. Има сознание дека околу половина од децата со попреченост не се вклучени во образование. Исто така имаме сознание дека луѓето веруваат дека не треба овие деца да одат, зборуваме за редовно образование. И токму поради тоа се важни овие напори за да се постигне ритмот на другите земји. Во последните неколку месеци да, има напори, но не се неопходни напори само од страна на владата, туку од страна на целото општество, на сите луѓе. Дека треба да се подигне јавната свест и да се подобрат условите за живот на лицата со попреченост, истакна и штипскиот градоначалник, додавајќи дека општина Штип ќе биде поддржувач на ваквите настани, поврзани со инклузијата на децата со попреченост. Веќе отпочнавме со одредени
проекти, со разговори со невладени организации, граѓанскиот сектор, каде што бараме и помош и подршка, но и со родителите на овие деца со посебни потреби да ни ги дадат нивните мислења и ставови како да продолжиме во иднина. Парк Сибочварски денес во Домот на културата свечено го отворија еднодневниот филмски фестивал Караван за детство без пречки. Целосно е реконструирана детската градинка во Виница. Финализиран проектот реконструкција и партнерно уредување на детската градинка Гоце Делчев. Во рамките на истиот кој произлезе како приоритет од форумскиот процес во Виница, беше заменета кровната конструкција, старите и дотраени азбестни цевки, беа заменети со лимпанели, а се изврши и комплетно уредување на дворот со плочки, зеленило и летниковец. Вредноста на целиот проект е 2.800.000 денари, од кои 1.400.000 денари се средства обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка, додека останатите 1.400.000 се од општина Виница. Инаку детската градинка во Виница со сите 5 објекти во градот и со 3 населени места моментално згрижува преку 400 дечиња. Кровот беше со азбестни елементи, се направи целосно замена со панел, плочи, квадратура над 350 квадратни метри, се уредија стреите, се поставија нови хоризонтални и вертикални олуци, го уредивме дворот, засејавме тева како што може да се види и направивме прекрасен летниковец во кој може да се обават воспитно образовни активности. Предвидуваме во наредниот период изградба на детска градинка или капацитети кои што ќе се сместат дечињата и во руралните населени места, пред се во селата. Значи, таков еден проект кој што моментално го работиме за село Јакимово и за село Лески. Се надевам дека во најкус временски период и овие проекти ќе ги реализираме. Like to use this opportunity. Питам на граѓаните кои што го поддржаа овој проект, заради што дневното згрижување на децата сега станува многу попријатно. Исто така честитки до општинската администрација, особено до градоначалникот и неговиот тим, кои што вложија голем напор за спроведувањето на овој проект. Општина Штип продолжува со активностите за доуредување на коритото на реката Отиња на потегот кон Штипско Ново село. После бетонирањето на коритото, просторот ќе се уредува и хортикултура. Активностите за доуредување на коритото на река Отиња на потегот од црквата Свети Никола кон Ново село продолжуваат. Планот е проектот комплетно да се реализира до пролет идната година, а вклучени за реализација на проектните активности се и двете штипски јавни предпријатија ИСАР и Стипион. Општина Штип продолжува со реализација на уредување на речното корито река Отиња, односно изградба на минор корито и мајор корито од мостот кај црквата Свети Никола до вливот во река Брегалница. Веќе активностите се започнати, на терен се двете јавни предпријатија, јавното предпријатие ЈП ИСАР и јавното предпријатие ЈП Стипион. Се во зависност од времето и од условите за работа се очекува до пролет веќе овој дел да биде завршен, со што комплетно ќе биде завршен на река Отиња и со тоа ќе се спречат евентуални штети кои би штети од настанати поплави или доколку би дошле поголеми количини на вода за да не го штитуваат коритото и овој дел од градот да биде безбеден. Финалето на проектот, уредено корито на река Отиња, предвидува и хортикултурно уредување покрај бетонираниот дел од коритото. Горивата од Нокеска на полнок ќе поскапа за половина денар по литар, соопшти денес Регулаторната комисија за енергетика. Новата малопродажна цена на Евросупер од БСО 95 октани ќе изнесува 66 денари, на Евросупер од 98 октани 67,5 денари, а на Евродизелот 54,5 денари. Како причина за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати се наведени за 2,03% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминативе 14 дена и за 0,514% понискиот курс на доларот во однос на денарот. Пасишта нема, добитокот се напасува по полињата и прави штети на нивите. Се жалат сточарите во Штипско кои бараат да се реши проблемот со распределбата на државното земјоделско земјиште, од кој дел ќе остане и за паша на добитокот.
Нема каде да го носиме добитокот на паша, се пожалија сточарите во Карбинско. Бараат проблемот да се реши бидејќи како што велат, пасиштата и ливадите станале ниви, па сега добитокот почесто се напасувал на полињата наместо на паша. Поради штетите во нивите на земјоделците, предлагаат дел од државното земјоделско земјиште да се даде за паша. Јас сум пензионер, имам 350 овци. Нема паша нигде. Пашата изорана од Зиг Црвена звезда во наш атор Посејаница, Лојза. Има пашата горе, пашарина под пашарина, они си не фаќат на пашарина, пасат на полето. Ние ме се на пипери, зелки, се било. Лозија имаме на народо, многу мака има народо од што пасат овците полето. Недостигот на пасишта негативно влијае на бројната состојба кај добитокот, сточниот фонд и онака е во опаѓање. Експертите сметаат дека пасиштата се важен ресурс за добиточна храна и развој на сточарството. Важни се за локалниот, регионалниот, економски и социјален развој и одржливоста на биодиверзитетот, вели Татјана Прентовиќ, професор на Факултетот за земјоделство и храна. Бројноста на добиточниот фонд ни се намалува, и дека таа состојба треба да се подобри. Пасиштата, односно требниците, се еден од главните ресурси за таа намена, а од друга страна опаѓањето на добиточниот фонд може да донесе до стагнација на сточарството како важна земјоделска гранка. Анализите од истражувањата на терен покажуваат дека околу 60% од земјоделските површини во земјава се пасишта и ливади и се доволни за напасување на стадата. Проблем на сточарите се и концесиите за пасиштата. Одгледувачите на овци во државата побараат да се даваат на 30 години, а не како сега на 15 години поради неизвестноста околу потпишувањето на договорите за одредени пасишта секоја година и неможноста да планираат долгорочни инвестиции во бачилата. Од јавното предпријатие за стопанисување со пасишта најавија измени во законот за пасишта во интерес на сточарите до крајот на годината. Пред минутите предвидени за спорт од јавното предпријатие ИСЕР, ова соопштение. Работната единица водовод и канализација ги известува граѓаните од населбата 8 ноември дека поради отстранување на дефект на водоводната линија, утре, вторник, ќе бидат без вода од 8 часот наутро, па се до завршување на активностите, односно до отстранување на дефектот. А во делот за спорт вечерва само пинг-понг. Петар Костовски е победник на изборниот пинг-понгарски турнир за сениори до 21 година Телеком 2017 што се одржа во Штип. Со учество на пинг-понг од цела Македонија во спортската сала Јордан Јаков во Штип се одржа турнирот Телеком 2017. Ова беше прво издаден овој турнир за сениори до 21 година, на кој настапија пинг-понгари од сите македонски клубови. Во моќна силна конкуренција првото место убедливо го освои штипјанецот Петар Костовски, кој сега настапува за клубот Рисови од Скопје. Второто место го освои Методи Божаровски, третото го освои Тодор Кировски и двајцата од Рисови, а четврти беше Филип Костадиновски од пинг-понгарскиот клуб на УГД Студент од Штип. Ги следете вестите во понеделник. Благодарности за вашето внимание. Останете во продолжение со нашата програма и имајте пријатно